Добро вечер, почитувани гледачи, добро дојавте во уште едно само интервју. Наш гостин вечерва е новиот градоначалник на Скопје, господин Орце Георгиевски. Благодарам што прифативте поканата. Добро вечер, благодарам на вашата покана и поздрав до сите ваши гледачи. Се погоди символично денеска 13 ноември, денот на ослободувањето на Скопје. Иако каква е состојбата на градот, претпоставам нема многу поводи за славење. Па добро, суштината, за разлика од минатото, кога некои други дале жртва и го ослободиле главниот град, суштината останува иста, а тоа е да работиме ние, да се стремиме да оставиме град кој што ќе ужива во слободата, но и во многу подобри и помодерни услови, за разлика од она што било во минатото, и тоа е она што ме води мене напред од самиот почеток кој ја преземам функцијата. Гледате и самите дека наметнуваме една силна динамика, силно темпо кое што го пратат и останатите служби кои што се приклучија. Може да се каже дека со години биле подзаспани во градот Скопје. Надеждите се големи, ги подигнавте очекувањата кај граѓаните. Така, но и во реализацијата мислам дека смело влеговме уште од самиот почеток и затоа сум убеден дека од Скопје ќе направиме пристојно место за живење, современа метропола со која што сите ќе се гордееме. Така, сите градоначалници доаѓаат со тоа ветување, но за жал сега состојбата е многу лоша. Вие победивте, би рекол очекувано на овие избори, со оглед на политичката констелација. Ако има нешто изненадување, е тоа што не освоивте 100.000, ниту 100.000 гласа. Тоа последно му се случило на Трифун Костовски пред 20 на години. Не може легитимитетот никој да ви го спори, тама работа, но дали ова на некаков начин ви предизвикува некаков психолошки товар, дали представува нешто проблем, бидејќи ве прозиваат и на социјалните мрежи, опозицијата? Добро, опозицијата логички е да прозива и да се занимава со прозивки во услови кога беа катастрофално поразени. Јас го гледам моментот како недоверба кај дел од граѓаните кои што не излегоа масовно на овие избори. Знаете дека имаше многу ниска излезност. Јас постојано повикував да има поголема. Што мислите, дали беше тоа порака до вас кандидатите или до владата? Зашто некои го толкува тоа и како апатија, разочараност од владењето? Па не, ова беа локални избори и мислам дека ние бевме луѓето кои што нудевме програма и решенија за градот, за општините и така натаму, но мислам дека долго време наназад, особено во градот Скопје, се нудени ветувања кои што не биле реализирани, напротив, довеле до разочарување кај многу од жителите во градот Скопје, и јас го гледам тоа како мотивација плюс да сработам што е можно повеќе за да ги мотивирам граѓаните, затоа што граѓаните се многу мудри и знаат кога да наградат. Јас во Кисела Вода убедливо победив. Ако земеме во предвид и направиме споредба во општините, и логички е после она што го сработев изминативе 4 години зад мене како градоначалник во општина Кисела Вода, и убеден сум дека за 4 години од денес, кога повторно ќе има избори, тогаш би била различна бројката од таа бројка со која што кандидирате по 4 години, мислам. Сега не би можел да говорам толку рано. Јас сега имам обврска, заложба пред себе да реализирам цела програма. Визија 2045, Скопје 2045. Па сакав да ве прашам дали таква ви амбицијата да бидете градоначалник следните 20 години, тоа не е ништо страшно да имате таква амбиција. Во Загреб имаме таков случај со Бандич, Јанковиќ во Љубљана. Градоначалник на главен град не треба да биде човек кој што само ќе асфалтира, ќе направи паркови и не знам видоизмена ќе направи на главниот град во однос на неговиот изглед и условите во кои што живеат граѓаните. Според мене градоначалник на главен град е малку повеќе, земајќи во предвид дека ние треба да имаме стратегија и документи кои што и тие после нас ќе може да ги користат, да имаме стандарди во кои што ќе се развива градот Скопје. За жал, ние немаме стратегија изминатиот период, ниту пак имаме систем. Јас тоа го говорев и во кампањата и сериозно мислам да тоа го спроведам во наредниот период. Ние да имавме систем во минатото, јас често пати тоа го говорев, немаше да имаме состојба како кога влегов во градот Скопје да само 16 камиони се функционални во комунална хигиена. Системот ако е добар и одржлив, нема да е важно кој менаџира во главниот град. Може да биде малку подобро или малку полоша состојбата, но кога немате систем, тоа ескалира и се доведуваме во состојба каква што имавме во моментот кога го преземав градот. Дали ова ви е крајната политичка цел во кариерата или за крајната политичка цел граѓаните одлучуваат на крајот на денот, и ако јас се покажам во овие 4 години дека доследно ќе одговорам на она што сум го ветил пред моите сограѓани, ја ќе дам се од себе за тоа, и ако имам висок степен на реализација на програмата, верувам дека и самите граѓани ќе направат јасна дистинкција во делот да дадат поддршка на наредните избори. Добро, значи не сте заинтересирани за извршна власт, за некоја друга? Не. Локалната самоуправа е власта која што ме исполнува.
процес во кој што можете директно да влијаете на решавање на проблемите и работите практично да зависат од вас и да можете да ги промените, но и состојбите. Така што мене ме исполнува кога ќе видам да ето од некоја депонија направиме убав парк. Мене ме исполнува да видам на некое место каде што со години дупки имале граѓаните, не можеле нормално да се движат, не била безбедна улицата, кога ќе допринесам да сето тоа се промени. Мене ме исполнуваше во минатото кога ќе реконструирав или ќе изградев или ќе доградев основно училиште. И тоа ме води, тоа ме исполнува. Колку и да се вложам во работата. Не сте за високи политики, не? Да. Не повеќе. Ова е она што ме исполнува и мислам дека добро го правам тоа сега. За сега ќе продолжам со уште посилно темпо. Добро, вие бевте оптимист дека ќе победите на изборите уште кога ве номинираше партијата, тогаш се заблагодаривте на Бок и на Мицковски за тоа што ќе имате можност да бидете градоначалник. Па точно верник сум во Бог и знаете како. Јас сум така воспитан во животот, потекнувам од традиционално семејство и мислам дека тоа е најдобрата работа која што ја направиле моите родители, да ме воспитаат во тие демохристијански вредности, да верувам, да сум посветен на верата. Спорно. За Мицковски ми беше прашањето, дали тој е заслужен? Мицковски е председател на мојата политичка партија, човек кој што ми е пред се пријател, долги години назад, и човек кој што секогаш ми бил силна поддршка. И јас Добро, требаше да се пресече меѓу вас и Перински, претпоставам дека не му било лесно бидејќи и Перински веројатно може да го каже истото за. Знаете како председателот пресече во однос на кој ќе биде кандидат во сите општини, земајќи ги во предвид анкетите и мислењето на граѓаните. Така да ми дал шанса политички председателот Мицковски, јас апсолутно стојам позади тоа што сум го кажал. А Бог го одредува патот по кој што сите се движиме, така да не знам што е толку страшно во тоа што сум го кажал. И не беше ништо страшно. Друга ми е прашањето што сакам да го поставам. Во една друга прилика, во еден друг подкаст, велите дека го почитувате и како родител Мицковски и ги истакнувате ова дека сте блиски пријатели. Прашањето ми е дали ова персонална поврзаност што истакнувате со Мицковски ќе биде предност во вашата извршување на вашата функција или може да биде хендикеп. Ве прашувам бидејќи да не заборавиме дека со Даниела Арсовска конфликтот меѓу Мицковски и Даниела Арсовска изби токму околу тие меѓусебни обвинувања кој да го контролира процесот, тендерот за пречистителна станица. Дали тоа што сте блиски ќе ви биде од помош или може да ви биде проблем? Јас сметам дека е огромна предност тоа што имаме одлична соработка со председателот на владата, не само со председателот, туку и со министрите ресорни во владата, и мислам дека тоа ќе резултира со реализација на многу заеднички проекти во наредниот период, а верувам дека граѓаните и сите вие јавноста ќе бидете сведоци на истото. Она што јас имам блиска релација со председателот на мојата политичка партија, но и со многу од членовите во мојата партија, не го сметам воопшто за хендикеп и одговорно можам да тврдам дека не е стилот најпрво и начинот на функционирање на председателот на нашата политичка партија и председател на владата да на некого му се меша или му наметнува нешто. Јас бев градоначалник изминатите 4 години. Не може да имате различни мислења за нешто. Ние може да имаме и многу пати сме имале. Со Даниела Арсовска не било намерата да се. Ние сме имале многу пати различни мислења. Јас сум имал и во минатото различни мислења и ставови со дел од министрите од владата. Што ќе правите тогаш? Ке се надменуваат сите процеси се. Јас ако се сеќавате изминативе 2,5 до 3 години бев и председател на ЗЕЛС. Јас имав и различни мислења со дел од градоначалниците, поточно тие има различни мислења и ставови од тоа што јас го мислев. Па јас секогаш бев човекот кој што седнуваше на маса и ги решаваше конфликтите. Јас не сум човек кој што создава по природа, не сум таков конфликти, туку човек кој што се труди секогаш да остави простор да се решат конфликтите. Така што да сумирам во овој дел, сметам дека огромна предност е тоа што под иста политичка партија имаме и централна власт и власт во градот Скопје, но и во речисите скопски се сметате себе си за партиски лојалист? Знаете, са партиите функционираат по директиви. Па не е така. Еве конкретно случајот со БРТ. Значи во Скопје БРТ Шилегов го презентираше тој проект, ги обезбеди финансиите се. Дојде Даниела Арсовска и ВМРО ДПМН со став дека тоа е погрешен проект, дека не знам што ќе се ревидира. Советниците на ВМРО ДПМН не гласаја на ниту еден обид на Даниела Арсовска да се продолжи тој проект. Подоцна и таа се испишмени. Сега треба да гласаат истите советници на ВМРО ДПМН за. Сакам да речам, се променил ставот на партијата и тоа е партиска директива и тука нема бегање. Не е променет ставот на партијата. Мислам дека
малку и социјалдемократскиот сојуз се обиде во тој дел да ете така наметне мислење дека ќе променат ставот на партијата. Ама изгубивме 4 години, господин Георгиевски, сега пак сме на истото, само ми така? дозволите го се. Сега велите ќе продолжиме со проектот. Јас од самиот почеток стојам на ставот, поврзан со БРТ. Јас прво никогаш не сум кажал дека не треба да се имплементира. Не вие лично, а Напротив, партијата, советниците. па еве сега ќе се имплементира. Но ќе се имплементира со одредени исправки во проектот. Недостасува делот од трасата која што поврзува. Трасата постоечка е Ѓорче Петров до Лисича. Така? Недостасува трасата за која што нема ни физибилити студија до Драчево, поврзување крак и до Радишани. И тоа сме го говореле секогаш. Зошто некој... Да, но 4 години беше блокиран проектот. Зошто некој не... Ама така ако гледаме ние на работите, 4 години се блокирани еден куп проекти кои што некој немал слух да бидат доработени во интерес на граѓаните. Јас кажав ќе се доработат трасите. Дали само Нарсовска може да се препиши одговорноста зашто имаше обиди да се изгласа. Не, па во наредниот период еве ќе информираме јавноста и за други проекти за кои што не требало граѓаните, односно советниците избрани од граѓаните да гласаат, но не биле имплементирани, а имале можност да се имплементираат. Соработки со Европска унија, соработки со проекти кои што би биле... Овие пари стојат од ЕБОР за БРТ-то? Да, имав состанок веќе. Вчера имавме состанок со представници од ЕБОР и ќе треба да се потпишат договорите помеѓу градот Скопје, Министерство за транспорт и врски и Министерство за финансии и да влеземе во фаза на реализација на сето тоа. Тоа нема да биде постапка од денес за утре, но де факто ќе влеземе во реализација. Сметам дека некаде на половина од наредната година, од она што ме информира, во текот на вчерашниот ден би биле подготвени да влеземе во една таква фаза. Со градежна оператива? Со изведба на проектот, така сум информиран. Јас за колку пари станува збор? Некаде 70-80 милиони евра, колку беа? Првата фаза е 44 милиона евра и 22 е за втората фаза, која што прва фаза предвидува обезбедување на трасата, нели сите оние стојалишта кои што ќе треба да бидат за патниците, но и 35 автобуси. Така да се надевам дека до средина на наредната година ќе започнеме со имплементација. Има сериозни подготовки кои што треба да следат. Треба мостот обединети нации да се заштити во целиот процес кој што не е предвиден во овој дел од финансирањето од ЕБОР, така да имаме доста работа, но веќе почнавме да се екипираме онака како што треба и верувам дека ќе ги надменуваме во сите предизвици кои што ќе произлезат. Добро, таму имаше информација дека годишно околу 350.000 евра, ако не се лажам, плаќаме камати за тој кредит што е одобрен. Точно не можам да кажам колку плаќаме, но де факто плаќаме камати, тоа се средства од граѓаните кои што ги плаќаме за ништо, апсолутно. Само ќе ми дозволите уште една реченица. Знаете како? Сега во Советот на град Скопје, ВМРО ДПМН и коалицијата имаат апсолутно мнозинство. Да, не може никого да обвинувате за... Точно. Да. 25 од 45 имате. Да. Јас не сум прво како човек, некој кој што ќе обвини некој друг за потенцијален неуспех. Туку секогаш се знае кој треба и кај кого да биде вперен прстот, тоа е човекот хипотетичка ситуација да ви поставам. Услугите. За Дрисла, например, ќе ве прашам, не знам кој ви е конкретно ставот за Дрисла. Мицковски, кога беа пожарите, рече дека се размислува за јавно-приватно партнерство. Таков проект имаше за време на Коце Трајановски, се даде на италијаните да го менаџира, потоа дојде Шилего, па го врати повторно под надлежност на градот. Сега Мицковски повторно споменува некакво јавно-приватно партнерство. Вие говорите дека ќе си останат предпријатијата под капата на градот. Вака се. Сега што доколку Мицковски има став еден, вие имате став друг? Не, сакам да бидам прецизен, затоа што тоа е една од тезите кои што една од политичките партии проба да изврти изминатиот период. Да, зашто не е јасно, да. Тие кои што често пати изминатиот период, а се помала политичка партија, кои што имаа шанса да влезат во втор круг за изборите за градот Скопје, тврдат дека некој ќе ги приватизирал јавните предпријатија, работеа системски 4 години наназад во коалиција со екс-градоначалничката, со нивни кадри, нивни директори, нивни раководители и се останато и доведуваа до состојба каква што имаме денес. Јавно, која ја користат изјавата на Мицковски. Тој јавно кажа. Сакам да бидам прецизен, никогаш Мицковски не кажал во изјава, ниту пак јас, дека јавните предпријатија ќе се приватизираат. Тоа е сериозно обвинение, да, добро, за тоа. Не, тоа е... А знаете дека го повторуваат тоа постојано. Да.
Истите тие кои што ги девастира изминативе 4 години, односно учествува во процесот да се доуништат јавните предпријатија. Јас лично и одговорно тврдам дека ќе работам на зајакнување на капацитетите на јавните предпријатија во наредниот период. Тоа подразбира комунална хигиена, тоа подразбира јавно сообраќајно предпријатие ЈСП Скопје, тоа ги подразбира сите оние паркови зеленило предпријатија кои што дали некој работел во минатото со намера да ги приватизира или не ги приватизира, да ги направам самоодржливи, тоа ќе подразбира и редуцирање на одредени лица, како што се случи изминатиот период на близу 500 бројка кои што вршеле злоупотреба, а некој им ја дозволил и така натаму и така натаму. Може сметки да се покачат? Молам? Сметки да се покачат, може за граѓаните? Па, лично има поделени мислења за тоа. Јас сум ветил во кампањата дека нема да ги покачуваме сметките, нема да ги покачувам сметките, така што ќе Значи само на другава страна, на расходнава ќе кратите, не на приходнава. Да, има многу непродуктивни трошоци кои што дали адвокатски услуги, дали ред други трошоци, дали вработување во минатото. Сакам и за таа тема еве да расчистам, неколку работи ги споменавме, а сакам се да опфатам прецизно. Прво за Дрисла кажете ми, дали имате јасен план што ќе правите со Дрисла? За Дрисла мора да се изработи физибилити студија. Во минатото имало концепт кој што го спроведувал господинот Трајановски. За мене бил добар концепт. Од аспект што да бил реализиран, немаше ние да се соочуваме изминатиот период со она што се соочувавме, знаете, пожарите и се останат. А и пожарите се тема на истражни органи, бидејќи за да дојде до такви обемни пожари, некој кој што требало да тампонира и бил плаќан за тоа во минатото, недоволно го тампонирал отпадот кој што се талажи таму. По физибилити студијата, во интерес на јавноста, ние ќе го кажеме нашиот концепт. Јас ќе бидам најсреќен да ние имаме средства самите да треба да се инвестира сериозно тоа за да може да по истиот принцип на Љубљана. Но јас 4 години повторно да ги истрошам на граѓаните на градот Скопје, особено на луѓето кои што живеат во близина на Дрисла и да продолжи Дрисла да ги труе останатите, не можам да дозволам таков луксус. Што значи дека ако ние имаме капацитети сопствени, јас ќе направам имплементација по истиот принцип на Љубљана во Дрисла, доколку немаме, ќе размислуваме према физибилити студијата на каков начин ќе се одлучиме. Често споменувате Љубљана, имавте и средба и со Јанковиќ. Да, имав и честитка еден од првите градоначалници од соседството кој што... Дали ќе земете некои други примери таму, на пример има холдинг и во Загреб има холдинг и Белград, ако не се лажам има холдинг, значи сите јавни предпријатија. Сега знаете, има многу управни одбори, има многу надзорни одбори, значи тоа се трошоци непотребни на граѓаните. Зашто се толку управни одбори да има? Која е логиката на тоа кога вие сами велите на крајот на денот вие сте на некаков начин директор на сите тие јавни предпријатија? Зошто да има толку трошоци за непотребни? Тоа се ќе треба да направиме функционална анализа. Знаете, кога се сум 6-7 дена градоначалник и мислам дека за 6-7 дена не можам да успеам се тоа да го направам, но не, да заемете позитивни примери од тие градови што ги споменувате. Не треба ништо да се измисли, да. Тенденцијата ми оди кон тоа да ние практично направиме некој сличен систем од кој што ќе биде оперативно поврзување на сите јавни предпријатија за да имаме и помалку трошоци од една страна, од друга страна да имаме и сериозни заштеди по однос на дел од точките кои што ги споменавте вие, така да во наредниот период ќе направиме функционална анализа. И во делот на реорганизација која што ја планирам за јавните предпријатија не ја исклучувам можности за таков модел. Кога ќе именувате директори, споменавте дека тоа ќе се случи деновиве, дали знаете кои луѓе ќе раководат со јавните предпријатија? Па да. Еве можам ексклузивно да споменам, на улици и патишта ќе биде Борис, тој беше на почетокот на мандатот кога беше избрана Данела за градоначалник директор на улици и патишта, човек со долгогодишно искуство зад себе, моментално е заменик директор на ЈПДП на Коце Трајановски и еден од луѓето кои што најдобро ја разбира проблематиката. Во комунална хигиена ќе биде поставен директор кој што исклучително добро се покаже изминатиот период во однос на спроведување на акцијата најпрво 72 часа, но и подоцна водејќи ги помагајќи на процесите за чистење на
на Некој градот. внатрешно решение или е овој актуелниот ВД директор? Не е актуелниот. Тој Претпоставам и тој беше што еден работувал. од, драги се вика, повозрасен господине од аеродроме, не бил експониран ниту партиски, ниту нешто посебно во јавноста изминативе години. Човек кој што долго време работел во градот Скопје, во комуналниот сектор, ги разбира буквално на памет, ги знае сите процеси во комунална хигиена, тоа ми е исклучително важно за почетокот, исклучително важно. Во јавното предпријатие ЈСП Скопје ќе биде назначен, сите ќе бидат ВД директори, ќе биде назначен Саше, кој што работи долги години, повеќе од 15 години, мислам дека во јавното сообраќајно предпријатие, има искуство, има институционална меморија, но и ги разбира процесите. И во водовод и канализација ќе биде назначен заменик градоначалник, тој што ми беше во Кисела вода, мој соработник близок, човек од банкарскиот сектор, Иван се вика, претпоставам дека го познавате, така што добри соработници ќе ми бидат, луѓе кои што се спремни Знаците или вечер во телевизија ќе разберат? Па, дека си директор, мислам дека вечерва ќе разберат најголемиот дел од телевизија. Луѓе со сериозно искуство, за останатите кадрови решенија се уште сме во фаза на размислување, но ќе следат промени секаде, затоа што добро е да секој настапи со тим кој што ќе може да го прати најпрво во процесите. Јас може да знаат граѓаните најмногу од Кисела вода какво темпо има во изминативе 4 години. Мене ми требаат луѓе кои што ќе можат да ме пратат во сите процеси. Ваша си одговорноста, на крајот луѓето од вас ќе бараат одговори и исполнување на ветувањата, нема да бараат од директорите. Но за разлика од минатото, за сите процеси ќе бидете транспарентно известувани и сето тоа во јавноста ќе биде обзнанувано на како со Данела и промена на директор веќе не беше вест, толку често се менува директорите што тоа веќе не се ни пренесуваше по медиумите. Често истакнувате како ваша позитивна особина дека знаете да формирате тим и да во него да вклучите дури луѓе кои не се од вашата идеолошка ориентација или било каква политичка позадина дали имаат. Сега денови имаше повик од зоологот Војо да го вратите Галетановски за директор на зоолошката. Не знам дали го сретнавте тој повик негов на социјалните мрежи. Дали ова воопшто можно во Скопје да се случи сега? Го видов тоа. Јас Војо исклучително го почитувам, но господин Галетановски е советник, член на советот во град Скопје. Си даде оставка од функцијата во... Си даде од партиска функција. Да. Мислам дека попродуктивни ќе бидат на крајот на денот советниците се избрани исто како и мене од граѓаните. Јас не го споменав тоа, отидовме од едно прашање на друго на почетокот. Јас ќе дадам се од себе да одлуките ги носиме со поддршка во градот Скопје на сите советнички групи. Јас ќе комуницирам и ќе соработувам со сите, исто како што функционира во општина Кисела вода. И затоа над 80% одлуките кои што се носеа во мојата општина во минатото беа носени едногласно. Тоа е оно што недостасуваше во системот изминатите 4 години на водење на градот Скопје. И тие се избрани од граѓаните не секогаш, но најчесто имаат добри предлози, некогаш знаат и од политички побуди да бидат тенденциозни, така што во Советот има прекрасни луѓе од сите политички партии. Јас ќе бидам постојано во комуникација и очекувам силна поддршка од нивна страна. Затоа што ние имаме шанса наредниве 4 години заеднички да го водиме градот, не го водам само јас, го водиме. Но директор нема да биде. И мислам дека Галетановски одлично ќе може да помогне во однос на предлози, идеи, совети и се останато што подразбира функционалност на еден добар советник во градот Скопје. Што е со Мишко Ралев, него го презентиравте како дел од тимот уште додека почнуваше или пред кампањата. Дали тој ќе биде градски архитект? Планирате да ја вратите таа функција? Да, тоа треба да се случи со измените на законот за локална самоуправа. Го очекуваме истото. Мишко Ралев, господинот Огнен Марина, Горан Мијоски, Славе Трпески ми се дел од тимот урбанистички, Алјоша Шопар исто така. Се уште да ви кажам искрено немаме одлучено. Тимски
ги водиме процесите. Тоа се брилијантни умови во однос на урбанизмот, во однос на се она што представува движење на градот и сите процеси поврзани со истото во наредните 4 години, без разлика кој од која политичка партија доаѓа или дали воопшто е политички припадник, тоа се сепак експерти, луѓе кои што исклучително ги почитувам. Јас со дел од тие луѓе имав шанса изминатите 4 години во Кисела вода да го спроведеме меѓународниот конкурс за расадник, кој што мислам дека не одбележа во однос на транспарентно водење на урбанистички постапки. Моментално нема нарачан урбанистички план во однос на тоа што е одбрано како идејно решение за таму, но ние Гоце важно е дека формиравме систем кој што ќе почне да функционира, односно функционира. Нема веќе креирање на детални урбанистички планови под маса. И исто таква постапка ќе биде и за генералниот урбанистички план. Јавна, транспарентна, во интерес и само во интерес на граѓаните. Никако поинако. Сите процеси ќе се водат јавно и транспарентно. Од назначување на директори, избор на раководни кадри, до креирање на урбанизам не смее да биде нешто кое што, како во минатото, ќе се прави позади затворени врати од неколкумина луѓе, затоа што овој град не е собственост на Орце. Не е собственост на политичка партија. Овој град е на сите граѓани. И така планирам, исто како во Кисела вода, да функционираме во наредните 4 години. Така да, во мојот тим, освен Мишко Ралев, ќе бидат и соработници од културата, кои што можеби во минатото или се уште се припадници на други политички партии. Тоа не треба да биде критериум. И релевантно е за мене. Јас ги ценам луѓето дали некој работи или не работи. Моите соработници кои што се во најтесниот круг од тимот, дел од нив се луѓе кои што во минатото биле политички противници мои, па сега функционираат со мене. Јас имав поддршка на избориве од координатор на советничка група јавна во Кисела вода на Социјалдемократскиот сојуз. И не го криел тоа човекот затоа што сметал дека од она што сум го оставил како трак изминатите 4 години, јас истото можам да го направам и во градот Скопје. Така што не исклучувам можност да во мојот тим се најде некој што можеби ете табу тема за јавноста, но ако јас знам дека, еве сега хипотетички, Гоце може да допринесе, макар и за 1%, да во подобри услови живеат скопјани, јас Гоце ќе го земам да биде во мојот тим. Јас сум човек кој што обожава да биде на маса каде што не е најпаметен, туку да биде обкружен со многу попаметни луѓе. Да, и да толерирате различни мислења, така тоа е многу важно. Добро, велите дека ќе бидете транспарентен, но тенка е линијата меѓу транспарентност и пиар. Знаете како одек имаше таа ваша акција за чистење на Скопје за 72 часа. Зошто беше потребно толкава помпезност да се прави спектакл од почетокот на акцијата? Претпоставам ги сретнавте коментарите на социјалните мрежи, пишува као се спремаме за инвазија на Марс, а не за чистење на Скопје. Можеше ли тоа да се направи малку? Добро, мислам дека во Скопје одамна не беа видени повеќе од 100 машини на едно место и механизација кои што влегува во процес да го чистат главниот град. Главниот град кој што беше презатрпан со ѓубре изминатите 4 години. Тоа е во редно, зошто мораше да бидат паркирани, да бидат снимани? Па сега има контраверзи, дронот немал дозвола за летање. Јас прво сум немал дрон ангажирано таму. Фотографии имаме ние, меѓу кои што има и дронски фотографии кои што не сме ги објавиле. Ние ги објавиле други. Кој снимал тие? Таму не можеше пиле да прелета, не? Па мислам дека друг ги објави сликите, не се сеќавам беше некој портал или не знам точно, но еве ќе провериме точно. Јас немам дрон кој што е наша собственост. Дека вие сте го снимале, пак некој од вашето окружување или од партијата? Имавме работен дрон во општина Кисела вода, но тоа беше под 220 грама дрон кој што мислам дека не подлежи на одредени сертификати дозволи, не сум барем информиран во детали. Знаете зашто беа реакциите, зашто во други случаи беа повикувани луѓе во полициска станица, па му се заканува еве ако сум и на новинарски екипи имаше такви случаи. Гоце, ако сум сторил одредено прекршување, слободно стојам на сите институции на располагање, но не сум го сторил тоа. И честно е да го кажам. Но при тоа да не ја лажам јавност. Знам дека неколкумина ете блиски до одредени опозицијски партии, ги погоди сериозно моментот што ете конечно го расчистуваме градот и наместо да го поздрават тоа, наместо да го пофалат. Што опозицијскиот градоначалникот на центар беше таму рамо до рамо со вас, ова се реакции на граѓаните на социјалните мрежи. Според реакцијата на градоначалникот од центар, изгледа дека градоначалникот на центар е свесен човек. И излегол во една таква активност и тој објави слики. Затоа што е добро нешто што го работиме да го споделиме со јавност.
Јас и во минатото знаеат често пати градиме, не знам, во Пржино влеговме во процес на реконструкција на сите улици после земјотрес. И го објавив тоа. Јас сум се фалел, Facebook PR сум правил, не правам Facebook PR. Зошто не направи некој кој што ништо не направил објава на Facebook? И јас тоа го одговарав и така изминатите 4 години. Ми е драго да нешто кое што го бараат, наредна недела ќе правиме реконструкција на Фрањо Клуз во аеродром. Ја знаете во каква состојба? 15 години. Ќе објавам, јавно кажувам. Можеби некој ќе ме обвини за PR. Не. Ќе објавам затоа што тоа е проект кој што после 15 години се реализира. Утре имаме седница на Совет за ребаланс на буџет. Ќе се донесат добри решенија, добри предлози кои што се пренесуваат во живот, се надевам дека ќе остане таа пракса. Апсолутно, апсолутно. Но сето што ќе се спроведува од страна на градот. Лимак постапката вчера беше отворена. Транспарентно го правиме тоа. Ке имаме нови постапки. Се надевам за многу брзо од денес, конечно после долги ветувања, ќе започнеме и тендерска постапка и за Луна паркот. Не да биде само тоа ветување од избори на избори, доека цели генерации пораснавме без да видиме Луна парк. И јас сум една од тие генерации, претпоставувам и ти. Така што сето тоа ќе биде јавно објавено и не се прават тендерските постапки позади затворени врати. Јавно се објавува и кога започнува одредена тендерска постапка, за да може да биде информирана целосно јавноста и сите оние кои што би можеле да аплицираат. Добро, значи вие не сметате дека беше тоа помпезно и непотребно на таков начин да се организирате? Напротив, колегата ваш Видиновски објави едно видео и јас ги сваќам добронамерно тие работи. И така функционирам. И многумина имаше кои што ми посочија по социјалните мрежи одредени локации каде што имало пропуст. Сега треба да сме искрени и честни, ние не сме чудотворци. Градот не бил истретиран како што треба 4 и повеќе од 4 години. И не може апсолутно на секој ќе не може на символично, но тоа е континуитет кој што го создаваме, продолжуваме и понатаму. Вие може ли да ветите дека во следниве 4 години само ако може да ми дозволите, нема да има отпад покрај контењерите? После видеото на господин Видиновски, на вашиот колега, веднаш испративме екипи да делуваат на терен и во истиот миг, и така треба јавноста да се однесува. Јавноста треба да биде критичар. Јас не работам за тоа да некој ме тапка по рама. Само со критика, добронамерна нормално, ние можеме да станеме подобри во она што го работиме. Јас како добронамерни совети и позиции на кои што ќе се фокусираме, ги разбирам сите реакции на граѓаните. Освен оние кои што се со недолична содржина и така натаму, на кои што веќе знаете со текот на годините политички станувате имун, но во делот на конструктивни предлози, подоцна го информиравме господинот Видиновски, но и останати граѓани кои што има одредени забелешки како постапуваме. И така треба да функционираме коце. Ние не сме чудотворци. Дали ќе биде кампањски или може да ветите дека 4 години ќе биде чисто Скопје? Сакам да во јавност уште еднаш прецизно соопштам дека од 16 возила кои што ги имавме првиот ден кога ја преземав позицијата градоначалник на градот Скопје, веќе имаме скоро 45 возила функционални. 42 имаше до вчера. Дали се доволно тие? Колку треба? Не се доволно, но работиме на оспособување на останатите возила. Веќе имавме и средба со министерот. Ќе останат истиве контењери, тие на Шилегов, пластичните големите и овие металните? Јас ќе се потрудам и ќе дадам се од себе. Прво ги переме контењерите изминатиот период. Не беа испрани ниту контењерите, ниту микролокациите. Има контењери кои што се во катастрофално лоша состојба, а 0 контењери има оставено како залиха во комунална хигиена. Машините и целата механизација која што функционира се механизација која што е купена, дел од нив во времето на Коце Трановски, дел е во времето многу мал дел на Петре Шилегов. Изминатиот период од 4 години нема ништо купено апсолутно, а многу од механизацијата е уште од времето пред господинот Трановски. Две тркала има по едно тркало, да. Тоа ќе биде процес кој што постојано ќе го надоградуваме, но промените се започнати. Добро. Промените се започнати. Ама нема да биде вака како што беше. Од друга страна, нема да повтори тој хорор. Може после емисијата со камери да излеземе многу од точките да ги прошетаме заедно да видите колку е промената состојбата, а мене ми е драго што и граѓаните тоа го забележуваат искрено. Да, забележуваат граѓаните, нема потреба, да. Площадот не беше гоце испран повеќе од 6-7 години. Да, снимале сме. И шетаме и гледаме. Мизерија за главен град беше. Така што една по една работите, ќе се перат и улиците, спомениците се перат, се испра од страните, но треба
внимателно, бидејќи има бронза, дај постапка соштети. посебна да ќе треба да се спроведе од страна на комунална хигиена за соодветна заштита. Така што се тоа бара време, бара енергија, но подготвени сме. За мене ова е одличен предизвик да покажам на јавноста дека можеме да ги промениме работите и кога сме финансиски во иста состојба како што сме биле во минатото. Само треба добра организација. Треба навремено собирање на средствата, буџетски, треба данокот да биде наплатен. Ние имаме 30-35% наплата на данок на имот. Огромни долгови имаат према градот Скопје. И градот има огромни долгови, но има и долгови према Ајде градот тоа со Скопје. долго